Павел Милановски на овој успех кој што денеска можеме да го видиме кој го поседува како неверојатен талент. Посакувам да не застанува овде, да продолжи понатаму со својата работа, а овој изложба да биде само почеток на сите негови понатамошни изложби над превари кои му донесат значителни успеси. Секој талент не треба да се занемарува, туку напротив треба вредно да се работи и да се одржува и наградува. Секој труд се исплати, а доколку тоа се работи со задоволство и искуско, сепак успесите ќе дојдат неизбежно. Се најдобро му посакуваме на нашиот ученик. Го покануваме неговиот ментор, ликовен педагог во основното училиште Гоча Рацин од Куманово, господин Далибор Јовановски, повелете. Почитувани, добар ден. Денес на платото на Кумановската сворска убавица Соколана, кој е култно место за кумановци, препознатлива не само по спортските надпревари, туку и по забавниот живот на кумановци. Под проковителство на градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, и Советот на општина Куманово, а со подршка на Фондацијата за спорт и култура на општина Куманово, детски ликовниот камп Асно, како и на основно општинско училиште Гоча Рацин од Куманово, предпоставено од директорката Лидија Пешевска, се одржува првата самостојна изложба на ликовни творби, наречена Почеток, од авторот Павел Милановски, ученик во 9 одделение од Гоча Рацин Куманово. Мене како негов ментор ми представува големо задоволство што имам можноста во неколку реченици да ви го представам нашиот ученик Павел и да ја искажам неговата посветеност, трудолюбивост и талентот кој го поседува. А зашто најдобро говорат неговите бројни награди кои што тој ги има освоено во изминатиот период на домашните и меѓународни ликовни надпревари. На некои од нив и во конкуренција од повеќе илјадници учесници. Ликовната уметност изобилува со мотиви, техники и материјали од кои се изработуваат делата, идеите се неисцрпни, а честопати се определени од самите организатори на ликовните конкурси. Како педагог се обидував кај Павел идеите за изработка на ликовните дела да ги потекнам да произлезат од самиот него, а потоа со моја помош и подршка да ги разработи идеите до крајно идејно решение, поточно претворени во ликовно дело. Павел одсекогаш покажуваше одлични ликовни способности при работата со сите ликовни материјали и техники. Во себе ги поседува непотребните атрибути за успешен ликовен творец, а тоа се неоспорниот талент, надграден со трудолюбивост и љубопитност, се до цел да го изработи делото што е можно подобро од идеја до крајен резултат. Денешната изложба ја нарековме Почеток, а изложените ликовни дела не се случајно избрани, туку се тоа творби низ кои Павел може накусно и целосно да ви се представи. Со разновидни мотиви и техники, преку кои јасно може да се види неговата креативност и израз. Сакам јавно да им се заблагодарам на градските авторитети, предводени од градоначалникот Максим Димитриевски, за препознавањето и поддршката на талентот и креативноста на Павел Милановски преку организација на ова ликовна изложба. Исто така им се заблагодарам и на Анастасија Спасовска и Јован Цетковиќ, млади музички уметници од нашиот град, кои со својот перформанс ја збогатуваат оваа манифестација. Павел е гордост на своите родители, роднини и пријатели, гордост на нашето училиште, гордост на нашиот град, државата и пошироко. Големиот уметник Пабло Пикасо во една прилика рекол: некои уметници ја покажуваат жолтата точка како сонце, а други пак сонцето како точка. Павел е еден од оние кои прават жолтата точка како сонце. Колективот на ООО Гоча Рацин Куманово и јас лично му посакувам успех во надомошното ликовно креирање и творење, воедно и убис во Средно уметничко училиште Лазар Цриновски,
и каде што има намера да го продолжи и да го надополни својот талент и образование. Благодарам. Благодарам. Сега го повикуваме Павел Милановски да ви се обрати. Павел, повели. Добар ден, јас сум Павел Милановски, горд ученик во Основно училиште Кочо Рацин Куманово, горд на своето потекло и горд на својот град. Зошто горд? Затоа што уште од најмали нозе наставниците го приметија мојот талент, а благодарејќи на мојот ментор Далибор Јовановски, талентот се разви и се испробува во многу техники и се напреварував не само на државни, туку и на меѓународни надпревари и бев еден меѓу најдобрите. Зошто горд на своето потекло? Затоа што во мене продолжи да живее генот на мојот покоен дедо, уметник и професор Среќко Андоновски Челик. Зошто горд на моето Куманово? Затоа што и покрај тоа што сум на почетокот на својата кариера, тие го афирмираат мојот талент и ми даваат ветер в грб да продолжам понатаму и да не застанувам. Би сакал да се заблагодарам на општината, на градоначалникот, на луѓето од Федерацијата за спорт и култура, на моите родители и до сите вас присутни на мојата прва изложба, која што никогаш нема да ја заборавам. Ќе продолжам да се трудам да постигнувам успеси и да го славам името на моето училиште, на мојот ментор и на мојот град. Благодарам.